Почитувани, во понеделникот на 7 март со гордост бевме сведоци кога министерот за одбрана Зоран Коњановски по средбата со комората за обезбедување на лица и имоти раскажуваше дека него, како министер, го видува само за решавање на проблеми, а не и за продавање на магла. При тоа, министерот Коњановски најави подпишување на меморандум за соработка со комората заради вработување на професионалните војници по нивното за навршување на 38 годишна возраст. Меѓутоа, според сознанијата на НДМ, се отвара сериозно сомневање дека на Коњановски му е подметната за соработка Фантомска комора. Имено, Фантомската комора со која се договараше Коњановски од 1999 година до сега има издадено околу 17.000 лиценци и околу 7.000 службени легитимации, со што остварила профит од околу 10 милиони евра, иако работела како незаконски и нерегистриран субјект. Дека станува збор за нелегална и фантомска комора е потврдено од најрелевантно место. Од овој документ на Основен суд Скопје 1 се гледа дека во 2006 немало регистрирана комора во судскиот регистар. Понатака, од овие 3 документи од Централниот регистар се гледа дека ниту после 2006 не е регистрирана оваа комора во Централен регистар. За појаснување, општо познато е дека било кој правен субјект, комора, сдружение, невладина организација, политичка партија, трговска фирма и слично, може да почне со работа во моментот кога ќе добие решение за упис од надлежен орган, со кое се потврдува исполнетост на условите подпишани со закон, односно се утврдува валидност на основачи, седиште, статут, програма, одлука за основање и слично. До 2006 година уписот на правните субјекти се вршеше во Основниот суд Скопје 1 како регистарски суд, а по 2006 ова надлежност помина во Централен регистар согласно законот за едношалтерски систем и водење на трговски регистри и регистри на други правни лица. Да повторам, од овие документи што ги презентирав, се гледа дека во случајот станува збор за фантомска комора, која не била регистрирана ниту во судот, а покасно ниту во Централниот регистар. По досегашното незаконство функционирање, оваа фантомска комора прави обид за регистрација и на 3.9.2008 година го добива ова решение од Централен регистар преку регистраторот Никола Стојанов. Меѓутоа, внимавајте добро, Република Македонија преку Комисијата за жалби на 19.2.2008 година го поништува ова решение за регистрација на оваа фантомска комора, бидејќи, внимавајте добро, уписот е извршен преку регистратор Никола Стојанов, иако во тој момент во Централен регистар воопшто нема обработено такво лице како регистратор. Значи, обид за класичен фалсификат на полициското подземје во државата да регистрира комора со фалсификуван регистратор. Од севкупно изнесеното произлегува дека оваа фантомска комора десетина години никаде не е упишана, регистрирана и евидентирана како правен субјект. Овој непријатен факт би можело да доведе до сериозна компрометација пред НАТО, кои треба да не примат кај себе, а може сериозно да ја компрометира и изградената респектабилна позиција на министерот и на Министерството за одбрана за досегашните реформи во одбраната во делот на решавање на активната резерва. Има политичари и политички партии кои сакаат доследно да се почитува принципите на правна држава и политичари и политички партии кои сакаат да ловат во мафија. Доколку Коњановски е на страната на политичарите кои сакаат доследно почитување на принципите на правна држава,
НДМ го повикува веднаш да отрча до Министерството за внатрешни работи и да алармира за оваа фантомска комора, која под закрила на полициското подземје на незаконски начин има остварено десетина милиони евра профит со издавање лиценци за вршење на дејност обезбедување на лица и имот. Ви благодарам.